Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и председателот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура Јаким Неделков го потпишаа новиот колективен договор. Зголемување на платите на давателите на услуги во јавните установи за деца за 15% и нивен континуиран раст со секое зголемување на минималната плата е една од најактуелните новитети во новиот колективен договор. Исто така се надминува проблемот со работното време на воспитувачите и негувателите за реализирање на другите програмски активности во други просторни услови во установата или надвор од неа. Се обезбедува регрес за годишен одмор, 4-часовно платено отсуство од работа во текот на месецот за извршување на итни, лични и неодложни потреби, се зголемуваат правата за слободни платени работни денови во текот на календарската година, се воведуваат јубилејни награди за работа во градинката. Новиот колективен договор предвидува учество на синдикален представник во повеќе комисии во установата, формирана од страна на директорот, се воспоставува право на приправникот приправничкиот испит да го полага повтор пат и се зголемуваат роковите за пријава на огласи за вработување во градинките. Детално се уредува начинот на распоредување на работникот и обврските на работодавачот и се зголемуваат обврските на работодавачот во делот за безбедноста и здравието при работа, надминување и трајно решавање на проблемот на помошно-техничките лица во делот на платите и нивен континуиран раст со зголемувањето на минималната плата. Предвидено е изголемување на додатоците и надоместоците на плати и се зголемуваат правата на работниците за време на штрајк.